Денеска во ресторанот Аледар се одржа семинар за родителите на дечињата кои што тренираат во детската лига, на кој што беше презентирана годишната програма на надпревари на фудбалерите од детската лига. Семинарот се одржа во организација на Фудбалската федерација на Македонија. На семинарот родителите беа информирани дека се обезбедени потребни средства за нова опрема која до декември ќе добијат дечињата. Овој денешен семинар е прв семинар што организира федерацијата. Значи од денес во контекст во 5 дена во сите што се региони што ги опфаќа детската лига ќе има семинар за децата, кој што семинар ќе биде која е основната цел зашто децата тренираат во фудбалот и кои цели треба да ги постигнат во фудбалот. Значи исто така на овој семинар ќе биде и ќе пласираме информацијата дека по толку време ќе се добие она фамозна опрема која што нашата лига ја нема до сега добиена, значи со наши напори е више таа обезбедена и се надеваме дека во декември на посебен настан исто така ќе биде доделена на екипите кои учествуваат во детската лига во источниот регион. Значи семинарот започна од Кочани каде беа присутни представници од источниот регион, а истиот ќе продолжи во останатите градови каде што функционира детска фудбалска лига. Значи до четврток имаме агенда, денеска сме источниот регион, односно во Кочани во Струмица, утре во Велеси во Битола, во среда имаме во Скопје, во четврток имаме Тетово и Охрид, со што ќе ги опфатиме сите региони каде што имаме организирано надпреварување во детските лиги, вкупно 6 на број. Прв од ваков тип да додам, затоа што една уникатна можност да се видиме со родителите со кои искрено и не толку често имаме можност да се видиме со тренерите, секако дека комуницираме со клубовите, меѓутоа можност повеќе да се видиме со родителите на децата, да им кажеме некои работи кои можеби допираат до нив, можеби не, и се надеваме дека во иднина ќе ги има и уште почесто. Овие средби се корисни за родителите и за тренерите, бидејќи детската лига всушност е почеток на фудбалска кариера за помладите да имаат можност и да го представат својот талент и да продолжат да тренираат. Организиране надпреварување, ако немаме база од кај би доаѓале оние играчи во репрезентациите, никогаш не можеме да претпоставиме од каде ќе излезе некој играч. Ние правиме оно што е во рамките на нашите можности, да им овозможиме шанса да се надпреваруваат во лига и со самото тоа да бидат поголеми шансите да бидат видени, да бидат забележани, да напредуваат и дај Боже што повеќе од нив да успеат да си го најдат својот пат во фудбалот. Инаку на ниво на нашата држава постојат вкупно 125 клубови со различен број на екипи, а според податоците на Фудбалската федерација на Македонија регистрирани има вкупно 425 екипи во категорија од 7 до 12 години со вкупно 8000 активни играчи кои што во текот на годината се надпреваруваат.